Чиста вода е едно од основните човекови права. Ние вчера и денеска и многу пати претходно сме 12 часа без вода. Во време на пандемија раце не можеш да измиеш. Син ми утре нема да оди во градинка затоа што нема со што да го избањам. Ова е само еден од бројните коментари на социјалните мрежи. Тетовци се гневни и разочарани што со месеци градот никако да добие нормално водоснабдување. Во ова време кога и тоа како треба хигиена, ова е недозволиво, велат револтирано граѓаните. Може што никој не се интересира за водата донес од Тетово. А вода има голема шара колку сакате. Никој не мисли за народот. Тоа е од увек така било. Ова се прави за да има цело Скопје да има вода од Тетово. Не само Тетово. А греот, ова жалосно, ова све до власти на власт. Они не се интересираат. Нема што да правиш без вода. Прво станување, одма вода фаќаш. Тоа. Треба да се реши. Нема коментар, без вода и болести, без вода и све. Ја не знам, од Тетово да нема вода. Срамота е. Срамота е шара да нема вода. Реагираат и еколошките здруженија. Бараат итна ревизија на изградбата на новиот водовод, но и што поскора реконструкција на стариот. Бараат одговорност, но и објаснување каде исчезнува водата од шара и зошто и со два водовода Тетово е со суви чешми. Откако не добија одговор од премиерот Заев, екологистите ќе бараат помоши од председателот Пендаровски, проблемот да се решава на национално ниво. Сите тие оправдувања според нас се веќе смешни. Значи Тетово е град под шара, а 21 век нема вода. Со овој проблем веќе во Македонија не се соочува никој друг град. Веќе треба сериозно да се направат ревизии, инспекцијски надзори во теренот, да се утврди од експерти што точно се случува и исто така да се види колку изградбата на малите хидроцентрали има влијание во ова. Минатиот месец Тетово два пати беше со 10-дневни рестрикции поради оштетени цевки на новиот водовод на Лешница, па следуваа бројни други дефекти низ градот. Кои се сега причините што нема доволно вода, не добивме одговор. Прашавме и во општината и во комуналното. Ни рекоа да почекаме да се договореле кој ќе зборува. Едни со други се координираа, но се чини не се договорија. Останавме без точни информации и одговор на многу прашања.